Богослужбата со песната 292. Песната 292 ќе испееме за слава на Бога. Дека
Ќе го прочитам Псалмот 16. Закрили ме, Боже, зашто кај Тебе се засолнувам. Му реков на Јахве, Ти си Господ мој, без Тебе нема блаженства за мене. Посветиите кои се на земјата, вистинските благородници со радост копнеа. Оние што следат туги богови ги намножуваат своите страдања, јас нема да ги принесувам нивните крвави преливи и со устата своја нема да ги спомнам нивните имења. Господ е дел на моето наследство и од чашата моја. Ти си оној кој го држи в раце наследството мое. Негите ми падна на најубавото, зашто наследството ми е најубаво. Ке го благословувам Господа, кој ме вразумува, па дури и ноќе ме учи мојот натрешен глас. Секогаш пред очи ми е Господ, зашто тој е од мојата десна страна, за да не се поколебам. Заради тоа се радува срцето мое и воскликнува јазикот мој, па дури и телото мое спокојно почива. Зашто Ти нема да ме оставиш душата моја во пеколот, ниту пак светецот Твој да виде распагање. Ти ми го покажа патот на животот. Полнота од радост има пред Твоето присуство. Вечно блаженство е во Твојата десница. Ке станеме и ке благодариме на Бога. Слава на Тебе, Господи Боже наш и Татко наш небесен. Ние Ти благодариме што по милоста Твоја Ти ни подари уште еден убав, прекрасен ден. Ти ги отвори очите наши да го видат и овој убав, прекрасен ден. И Ти благоволи и оваа утро да дојдеме тука во Твојот дом. Да можеме сите заедно да се собереме во името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Во тоа име да се радуваме, да пееме за Тебе и да Те славиме и палиме. Зашто само на Тебе Ти припаѓа секоја чест и слава. Господе, само Ти си достоен да бидеш прославен, затоа што Ти го направи најголемото дело за целиот човечки род. О, свети Боже, Ти толку го возлюби овој грешен свет, што го даде својот единороден Син Исус Христос, да дојде на оваа грешна земја, да пострада за нас, да умре на крстот, за секој што ќе поверува да не погине, но да има живот вечен. Ти благодариме, о Исусе Христе, што Ти доброволно дојде за нас, за сите нас. Ти дојде да не спасиш. Ти дојде да не го покажеш патот што води во вечен живот. Ти благодариме за таа љубов покажана на крстот Голготски. Таму на крстот Ти доброволно отиде и Ти стана жртва еднаш за секогаш и изврши откуп. Ти скапо плати за нас. Ти ја проли Твојата крв и последната капка крв Ти ја даде, за да не очистиш, да не оправдаш и да не ги прости сите наши гревови и престапи и да не направиш Твои деца. Ние Ти благодариме, Господе,
A za возврат на тоа ти сакаш секогаш да те славим и фалиме тебе. Со цело срце да те сакаме, со целиот наш живот, со целиот наш разум, со сите сили да те сакаме тебе. Бидејќи таа е најважната заповед која што ти ни ја даваш во твоето слово. Возлюби го Господа твојот Бог со сето срце, со сета душа и со целиот свој живот. О, помогни ни, Господе, помогни ни секогаш ти да бидеш на прво место во нашите животи. Секогаш, во секое време, на секое место да те славиме и фалиме тебе. И секогаш во нашата уста да има песна за тебе. Ние те благодариме што ти ни даваш уште една прилика и ова утро да бидеме тука собрани сите заедно на твојата духовна трпеза околу твоето слово, да го слушаме, да се поучиме, духовно да се нахраниме, да се подкрепиме и да се охрабриме. Те молиме за цврстија нашата вера во тебе, исполнене со твојата божествена љубов и со твојот мир, исполнене со твојот свети дух, Господе, бидејќи само преку светиот твој дух ние ќе можеме да го разбереме твоето слово. Те молиме, благослови денес словото твое насекаде каде што се проповеда. Благослови сите оние кои што го проповедаат и ти дај едно духовно пробудување и суживување тука и во сите заедници во целата наша земја. И насекаде по целата земја каде што се проповеда словото твое. Дај тоа слово да даде плод. Ти си тој што променува срца. Наше е ние да го сееме семето, да сведочиме за тебе, а ти го даваш плодот и семето да расте. Боже, ние те молиме, посети ги и тие што не можеле да дојдат. Ти ги знаеш причините, дали се оправдани или не, ти се знаеш, се гледаш. Посебно биди со болните, биди со старите, биди со изнемоштените, биди со осамените, разочараните, подкрепи ги, утеши ги, охрабрувај ги. Те молиме, води и чувај црквата твоја, твоите верни деца и сите оние кои што се наоѓаат во неволи и таму каде што обеснеат војните, немирите, насилствата, крвопролевањата. Чувај ги твоите деца. О, дај да престанат, да прекинат тие војни. Стави ја твојата рака. Ние те молиме и за властите и за управителите. Ти да ги водиш, ти да ги вразумуваш. И црковна власт и државна власт, бидејќи нема власт што не е поставена од тебе. А ние сме должни да се молиме. Ти биди со оние кои што ти си ги поставил да управуваат со народите насекаде. Води ги, вразумеј ги и управувај ги. Фала ти, Господе, што ти имаме тебе и што можеме да се надеваме на тебе. И овој час се оставаме во твоите раце и те молиме за твоето водство, за твоето присуство и за твојот благослов на сите нас. Во името на нашиот Спасител Исус Христос, послуши и благословине и нека ти е слава и чест во сите векови. Амин. Втора песна, ние ќе испееме песната 44-та, песна за слава на Бога.
Мило ми е што Бог даде уште една прилика да бидам пак тука меѓу вас. Да, сите заедно да се собереме на Божјата трапеза и овој час заеднички духовно да се нахраниме, да се подкрепиме, да се охрабриме и да затврстиме нашата вера во Бог. Бог нека не благослови сите нас, нека благослови и Неговото Слово и овој час да не биде за поука, за духовно растење, за охрабрување и духовна храна. Нашиот текст ќе биде од второто послание на апостол Јован. Таа е само една глава, второ послание на апостол Јован, од 6 до 11 стих ќе прочитам. А љубовта се докажува преку придржување до Божите заповеди. Заповедта да покажуваме љубов еден спрема друг ја слушнавме уште од самиот почеток. И до неја треба да се придржуваме. Многу измамници се појавија на овој свет. Не признава дека Исус Христос дојде на овој свет во човечко тело. Секој што зборува така е измамник и антихрист. Чувајте се за да не го загубите она за што сте се трудели. Борете се да ја добиете целосната награда. Секој што отстапува и не се држи до Христовото учење нема заедништво со Бог. Оно што се држи до Христовото учење има заедништво со небесниот татко и со Синот Исус Христос. Ако некој дојде кај вас и не го носи Христовото учење, немојте да го примате во вашите домови, немојте дури ни добре дојде да му посакувате. Оној што ќе му посака добре дојде станува соучесник во неговите зли и лоши дела. Да, ова второ послание на апостол Јован е многу кратко послание, само една глава со неколку стихови, но има многу длабока содржина. Видите, тој апостол Јован напиша 5 книги. Евангелието според Јована, и во тоа Евангелие најмногу тој го издига божеството на Господ Исус Христос. Тој ја напиша и книгата Откровение на тој верен човек, верен слуга, кој целосно му се предал на Господ Исус Христос. Бог му даде такви големи откровенија да ги виде и да ги напише во книгата Откровение. Во книгата на Откровението тој пишува за последните денови, за последните времења, зборува и за второто Христово доаѓање. Трите посланија, првото послание, второто послание и третото послание. Тој најмногу тука зборува и за љубовта. Посебно во првото негово послание, тој зборува за љубовта и тој е наречен апостолот на љубовта. Тој вели дека љубовта е од Бога, да се сакаме еден со друг и да живееме во љубов. Треба да се сакаме еден со друг, бидејќи Бог е изворот на љубовта. Љубовта доаѓа од Бог. Секој што ги сака луѓето докажува дека е Божјо дете и дека го познава Бог.
Оно што не ги сака луѓето докажува дека не го познава Бог, бидејќи Бог е љубов. Бог ја докажа својата голема љубов према нас, испраќајќи го на овој свет својот единороден син, за ние да добиеме вечен живот преку него. Тоа е вистинска љубов. Не дека ние го сакавме Бога, туку Бог нас не засака. Толку многу не засака и го даде својот син како помирителна жртва за нашите гребови. И затоа во целото негово послание, и првото послание, и во второто послание во нашиот текст, тој ја спомнува љубовта, бидејќи таа е заповед што Господ Исус Христос ја даде на своите ученици. Апостолот исто така спомнува и за последните времиња. Што ќе се случува во последните времиња? Зборува за лажните учители, кои што ги имал во негово време, и тука ги спомнува лажните учители кои носаат лажни изопачени учења, зборува и за антихрист. Видите, ова послание тука, пред се апостолот се представува како старешина, од старешината Јован. Ова послание или ова порака, што ја прочитавме, е испратена до една жена, христијанка, верна и нејзините деца. Апостол Јован открива дека таа жена била многу влијателна во животите на своето семејство, но и кај други луѓе. Вели до почитуваната Господја и до нејзините деца. Имам искрена љубов спрема вас, каква што имаат и сите други што ја знаат Божјата вистина. Онаа вистина што живее во нас и што ќе биде со нас за секогаш. Бог, Таткото и Неговиот Син Исус Христос нека ни бидат благонаклонети, нека ни бидат милостиви и нека ни дадат мир, за да останеме на страната на вистината и да живееме во љубов. Стално спомнува во неговото послание да живееме во љубов. Да, жена со големо влијание и авторитет. Нејзината наборност била на многу високо ниво. Апостол Јован ја пофалува, многу вели се израдува, кога дознав дека некои од вашите деца се на вистинскиот пат и се придржуваат до заповедта што ни беше дадена од небесниот татко. Да видите, во една култура, тогаш во тоа време, во една култура во која жените биле потценувани, понижувани, изолирани, кои немале никакви права. Јован вели дека сега во Исус Христос и за нив е отворена вратата и тие се повикани да му служат на Господ Исус Христос. И тие се дел во црквата на Исус Христос и тие припаѓаат во Христовата црква. Да, и тие се повикани да го следат Исус и дека нивната вера може да биде од големо значење за нивните семејства и нивните пријатели. Видите, ако ние спомнеме само Самарјанката, најдолгиот разговор Господ Исус Христос го имаше со Самарјанката. И во тој разговор, видите, на крајот резултатот беше многу благословен. Таа жена Самарјанка, кога виде дека Господ Исус Христос е Месијата, оствари Исус и се откри
дека тој е Месијата, јас сум кој зборувам со тебе. Таа остави стомна, остави вода, остави се и отиде во градот и им каже на сите: дојдете луѓе, дојдете да го видите Месијата, бидејќи тој ми ја кажа сета вистина и се што сум направила. И цела Самарија дојде при Исус Христос. И вели сите поверуваа во Исус Христос. Има една друга жена запишена за Хананејката, каде што таа покажа упорност, голема упорност за нејзината ќерка, и каде што Исус Христос ја пофалува и вели: о, жено, голема е твојата вера, нека те биде по желбата твоја. Драги жени, јас се обраќам до вас. Бидете пример во оваа село. Бидете пример во оваа заедница. Служете му на Господ Исус Христос. Бидејќи во Евангелијата читаме дека и многу жени го следеа Исус Христос и му служеа. Еве сега малку да се потсетиме, кога Исус Христос требаше да го носат и го носеа на местото Голгота, каде што требаше да биде распнат, го следеа и многу жени кои му служеа. И тие жени останаа до крај со него. Тука под крстот на Исус Христос останаа до крај, тие го видоа и погребот на Исус Христос. Значи останаа последни, а отидоа први на гробот. И Исус Христос ги сретна и им рече: радувајте се, јас сум жив, воскреснав, сега одете, кажете таа радосна вест на другите. Кажете: оте јас воскреснав од мртвите. Да, во пораката до избраната Господја, Јован ја советува, видите, ја советува да не ги прима оние што шираат лажни учења, бидејќи во тоа време, како и денес, имало полно лажни учители кои оделе насекаде, тропале по вратите, чукале, за да шираат лажни изопачени учења. Но претходно и вели: сега, драга Господјо, јас не ви пишувам некоја нова заповед, туку ве молам да се придржувате кон заповедта што ја имаме уште од почетокот, да покажуваме љубов еден спрема друг. А љубовта се докажува преку придржување до Божите заповеди. Заповедта да покажуваме љубов еден спрема друг ја слушнавме. Тој апостол зборува за последните времиња, зборува оти ќе се појават лажни учења, лажни учители, зборува оти ќе дојде антихрист. Ама ние како црква на Господ Исус Христос да живееме во љубов, да се држиме до заповедта што ни е дадена од Господ Исус Христос, без разлика што се случува надвор. Да, живееме во последни тешки времиња. Гледаме насекаде беззаконие, злосторства, насилства, само лоши работи слушаме. Гледаме лажни учења, изопачени учења против ова Евангелие, но ние сме должни да живееме во љубов, да се сакаме еден со друг. Значи, апостол Јован најнапред напомнува за заповедта за љубовта меѓу верниците. Живејте во љубов. Тоа и апостол Павле го кажува на коринтијаните. Коринтијани, се што правите, во вас нека дејствува се со љубов. Љубовта да биде на прво место. Љубовта се состои во тоа да одиме по неговите заповеди. Знаете, Господ Исус Христос во Евангелието според Јован вели: ако ме сакате, пазете ги моите заповеди. Ако ние кажеме дека го сакаме Бог,
го сакаме Исус Христос, пазете ги моите заповеди, вели Господ Исус Христос. Ако имате љубов према мене, ќе го правите она што ви го заповедам, вели Исус. Тој што ги прифаќа моите заповеди и ги исполнува, покажува дека ме сака. А секој што ме сака ќе биде сакан и од мојот татко, и од мене, и јас ќе му се и објавам. Да, Господ Исус Христос вели, вие ќе останете под моја закрила на мојата љубов, ако ги извршувате моите заповеди, исто како што јас ги исполнив заповедите на мојот татко и останувам под закрила на неговата љубов. Па и апостол Јован во првото послание вели, пошто знаеме дека ги сакаме Божите чеда? По тоа што го сакаме Бог и ги извршуваме неговите заповеди. Да го сакаме Бога, значи да се придржуваме до неговите заповеди, без тие да ни представуваат бреме. Неговите заповеди, вели, не се тешки, за да ги исполниме. Видете, апостол Јован вели, ако некој тврди дека го сака Бог, а мрази, тој лаже. Ако некој не го сака братот свој, кој му е пред очи, како ќе може да го сака Бог кога не го гледа? Тој лаже и вистината не е во него. Значи, ако го любиме и својот ближен, го правиме истото, одиме по неговата заповед. Бидејќи Исус Христос рече, нова заповед ви давам да се сакате еден со друг, како што јас ве засакав. Така и вие да се сакате, и само по тоа ќе ве познаат дека сте вие мои ученици. А во посланието до римјаните таму се вели дека љубовта е исполнување на законот. Во 8 глава, во 13 глава, 8 стих, многу јасно ни кажува апостолот, вели, немојте никому да му бидете должници. Единствената постојана должност нека ви биде да се сакате еден со друг, зашто оној што ги сака другите луѓе го исполнува Божиот закон. Што е тоа закон? Закон е љубовта. Исполнување на Христовата заповед. Еден законник дојде да го праша Исус која е најголемата заповед. Исус му рече, возлюби го Господ твојот Бог со сето срце, сета душа, со целиот свој разум, живот и ближниот како самиот себе. На таа заповед, вели, се крепа целиот закон и пророците. Се она што сакате да ви прават луѓето, правете ми и вие, бидејќи тоа се законот и пророците. Значи, љубов и закон меѓусебно не се исклучуваат, но делуваат еден на друг и тие се многу тесно поврзани. Сега понатаму следи другиот дел од пораката на Јован. Тој сега преминува на лажните учители и ги опоменува верните да внимаваат да не бидат заведени од нив. Многу измамници се појавија на овој свет. Не признаваат дека Исус Христос дојде на овој свет во човечко тело. Секој што зборува така, тој е измамник и антихрист. Видите, тој стих
нас не подсетува да правиме проверка на учењето. Да го испитуваме секое учење. Кој не исповеда дека Исус Христос дојде на овој свет во човечко тело? Апостол Јован многу јасно тоа го искажува. Вели: драги мои, не верувајте му на секој што тврди дека во себе го има Божиот дух. Проверувајте дали духот што е во нив е од Бога, бидејќи по светот се појавија многу лажни пророци. Вака ќе проверите дали некој во себе го има Божиот дух. Ако проповеда дека Исус Христос дојде во човечко тело, тој е од Бога. Секој што не му отдава признание на Исус Христос, тој не е од Бога, туку е од Антихристот. За Антихрист сте слушнале дека ќе дојде и тој е веќе присутен во светот. Сега едно прашање. Дали навистина Бог стана човек во лицето на Исус Христос? Навистина ли Бог стана човек во лицето на Исус Христос? Одговорот е да. Тука е одговор. Да. Видете, гностиците во тоа време, во првите векови на христијанството правеле таква голема забуна, збрка, таква мешаница во тоа учење околу божеството на Господ Исус Христос. Тие верувале и така учеле и така зборувале дека божествениот Христос слегол во Исус од Назарет само привремено за кратко време. И така натаму. Но Јован го созбива тоа учење. И вели дека Исус Христос е Бог. Бил Бог и за секогаш вечно ќе биде и е Бог. Сега, дали нашиот разум тоа може да го разбере? Јас се сеќавам, кога читав една книга, еден теолог вели така за божеството на Господ Исус Христос. Ние можеби не можеме целосно да го разбереме. Ако ние се трудиме целосно да го разбереме, ќе го изгубиме разумот. Тоа е една многу длабока тајна. Како што вели апостол Павле, голема е тајната на Божеството. Но ако го отфрлиме, ќе го изгубиме спасението. Значи, доволно ни е дадено и јасно ни е кажено што треба да веруваме и која е вистината. Исус Христос посебно ги предупреди учениците за таа работа. Кога Исус Христос зборува за последното време во Евангелијата, тој зборува за последното време и меѓу другото, видете, Господ Исус Христос што рече? Ако тогаш некој ви рече, еве го Месијата, овде или ене го онде, не верувајте му. Ке се појават лажни месии и лажни пророци и ке извршуваат чуда, за да ги заведат по можност и Божите избраници. Бидете внимателни, ете се ви кажа однапред. Господ Исус Христос на многу места ги спомнува овие зборови во Евангелијата.
Бидете внимателни, пазете се, чувајте се да не бидете заведени, ете се ви кажа однапред. Видете, Исусовото пророштво се исполни. Во Јовановото време ги имало многу такви. Лажни месии, лажни Христоси и така натаму. И затоа апостол Јован во целото свое послание зборува за божеството на Исус Христос. И беше оној кој дојде во тело. Значи, двете природи, човечката и божествената, се сплотија во едно. Се вели тука во 5 глава од неговото прво послание. Секој што верува во Божиот Син, го има ова сведоштво во своето срце. Оние што не му веруваат на Бог, го прогласуваат Бог за лажат, бидејќи не му веруваат на сведоштвото што го даде тој за својот Син Исус Христос. Сведоштвото кажува дека Бог ни даде вечен живот и тој живот доаѓа од неговиот Син Исус Христос. Кој го има Божиот Син има вечен живот, кој го нема Божиот Син нема живот вечен. Апостол Јован вели, таков измамник е антихрист. Многу измамници се појавија на овој свет, не признава дека Исус Христос дојде на овој свет во човечко тело. Секој што зборува така е измамник и антихрист. И како што кажува и во 2 глава, вели, чеда Божи се одигрува последниот час. Сте слушнале дека ќе дојде антихристот. Но веќе сега има многу антихристи. И по тоа знаеме дека настапува последната епоха. Тие луѓе излегоа од нас. Замислете. Тие луѓе антихристи излегоа од нас. Но никогаш не беа на вистина дел од нас. Да беа вистински дел од нас, со нас и ќе останеа, напуштајќи не, тие покажаат дека нито еден од нив не бил дел од нас. Секој кој не признава дека во тело дошол Исус Христос, не верува во божеството на Исус Христос, тој е антихрист. Бидејќи тоа е духот на антихрист. И сега апостолот предупредува, вели, чувајте се, за да не го загубете онаа за што сте се труделе. Борете се за да ја добиете целосната награда. Стоите тврдо во вистината за Господ Исус Христос. Вели апостол Јован. Пазете се, чувајте се да не го загубете за онаа за што сте се труделе толку време. Туку да добиете полна награда. Ако не внимаваме, ќе ја изгубаме наградата. Ако не сме будни, ако немаме отворени очи, ако не сме на штрек, ќе ја изгубаме вечната награда. И целиот ваш труд вели ќе биде залуден. Како што апостол Павле тоа им го вели на коринтјаните. Бидете цврсти и непоколебливи, секогаш подготвени да го напредувате делото
Господово, свесни дека тоа што го работите за Господ нема да биде залудно, но тоа ќе биде наградено од Господ Бог. Секој што отстапува и не се држи до Христовото учење нема заедништво со Бог. Оној што се држи до Христовото учење има заедништво со Небесниот Татко и со Синот Исус Христос. Видите, тој стих сака да каже дека некој може да тврди дека го познава Бога. Го познава Бога, но ако тој не верува во апсолутната божественост и човечка природа на Господ Исус Христос, тој го нема Бог. Тој сами од себе се залажа. Бог може да биде познат единствено само преку Синот. Он ни се објави во Синот Исус Христос. Затоа Исус вели, јас сум патот, вистината и животот, никој не доаѓа при Отецот, освен преку мене. Да, и овде во втората глава, во 23 стих, вели, секој што не го прифаќа Синот, покажува дека не го прифаќа и Таткото, Бог. А секој што го признава Синот, во исто време го признава и Отецот. Ниеден човек не може да го има Отецот, ако го нема и ако не го признава Синот Исус Христос. Бидејќи Исус Христос е објава на Отецот. Бога никој никогаш не го видел, освен единородниот Син Исус Христос, Он дојде, Он ни го објави. Кој е Бог? Затоа во една прилика, кога еден од неговите ученици, Филип, го праша, Господи, покажи ни го Отецот и доста ни е. Сакаме да знаеме Отецот кој е, покажи ни го и доста ни е. И што му вели Исус? Толку време сум со вас, уште ли не се ме познал, Филипе? Толку време сум со вас. Ти ги гледаш чудата, делата и уште ли не ме познаваш? Да, овде пак апостол Јован на тоа додава и еве што вели. Знаеме дека Божиот Син дојде и ни даде разум за да го препознаеме вистинскиот Бог. Затоа ние сме во единство со вистинскиот Бог и со Неговиот Син Исус Христос. Тој е вистинскиот Бог, тој е вечниот живот. Видете, тоа е исто и денес проблем со многу религии. Како што било некогаш во првите векови, тоа е денес. Сатана не го сака Исус. Сатана од секогаш го напаѓа божеството на Господ Исус Христос. Многу луѓе денес велат го сакаат Бог без Исус Христос. Многу велат верувам во Бог, во ред, тоа е добро, но за Исус не гледам потреба. Како не гледаш потреба? Кој е твојот посредник? Кој е твојот застапник? Видите, апостол Павле до Тимотеј вели, да, Бог сака сите луѓе да се спасат и да ја познаат вистината, а тоа е дека постои само еден Бог и постои само еден што може да посредува меѓу Бог и луѓето, тоа е човекот Исус Христос.
кој посредува се застапува за мене и за тебе. И тој не заштитува. Како што вели и самиот апостол Павле во Римјаните. Што вели? Кој може да не осуди нас, Божите избраници? Такво право и таква сила има само Исус Христос. Но токму тој умре и воскресна за нас и сега се застапува за нас, седајќи на почесното место од десната страна на Бог. Видите, на таква заблуда, такво учење треба одлучно да се спротивставиме. Да, и ова не вели само да се пазиме, но и како да им се спротивставиме на лажните учители и лажните учења кои се појавија во светот. Ако вели некој дојде кај вас и не го носи тоа Христово учење, немојте да го примате во вашите домови. Немојте дури ни добре дојде да му посакувате. Оно што ќе му посака добре дојде станува соучесник во неговите лоши и зли дела. Значи, тие доаѓаат при вас, носаат со себе големи и лоши последици, изопачени учења, не го примајте во вашиот дом, вели, и не ги поздравувајте. И не им посакувајте или не им искажувајте добродошлица и догледање или среќен пат на антихристот, кој го омалуважува Исус Христос и не верува во неговото божество. Тие два стиха, 10 и 11 стих, се срцето на целото послание на апостол Јован, кој дават совет како да се однесуваме према оние кои чукат, кои тропат на нашата врата и доаѓаат да шират антихристијанска пропаганда, кои јавно го одрекуваат учењето на Господ Исус Христос, кои јавно го одречуваат Исус Христос како Бог. Тој е човек од Назарет, тој е еден голем пророк и толку. Тој не е Бог. Такви не примајте ги, вели Јован Богослов, и не учествувајте во нивните лоши дела и нивното лошо учење. Како што апостол Павле исто така тој не советува, вели, проверувајте се што се проповеда и држете се до тоа што е добро. Држете се настрана од се што е зло. Видите, апостол Павле и тој исто така ни дава добри совети. Од што да се страниме и да бегаме. Еве што вели во посланието до Ефесяните. Вие сте свети Божи луѓе. И меѓу вас не смее да има блуд, гнасотија и алчност. Не смее да има безобразни, глупови разговори и двосмислени шеги. Сето тоа не ви прилига.
Наместо тоа искажувајте вашата благодарност према Бог. Можете да бидете сигурни дека ниту еден блудник, гнасен или алчен човек нема да биде во царството на Христос и на Бог. И алчноста е еден вид идолопоклонство. Не дозволувајте никој да ве мами, наоѓајќи оправдувања за ваквите гревови. Не смееме да оправдуваме некој грев, што е грев. Или да нарекувам, па тоа е мал грев, па голем грев, па тоа не е ништо. Не, гревот е грев. За вакви работи Бог ги казнува сите непослушни луѓе. Со такви луѓе немојте да си имате работа. Понастрана. Апостол Павле оди уште понадалеку. Тој ја укорува и црквата во Коринт. Еве што вели. Вели, во моето претходно писмо ви напиша да се држите настрана од луѓе што се впуштаат во блуд, во разврат. При тоа не мислам на луѓе кои се уште не се христијани, а живеат така. Кога би требало да се држите на страна од сите што во овој свет се неморални, алчни, лажговци и што им се поклонуваат на разни идоли, би требало сосема да го напуштите овој свет. Ама ние живееме во овој свет. Затоа Исус Христос во својата првосвещеничка молитва се моли: Отче, не те молам да ги земеш од светот, туку да ги запазиш од злото, чувај ги. Апостолот вели: мислам сега на луѓе што се нарекуваат христијани, што се нарекува брат, сестра, а сепак прават блуд или се алчни, или им се поклонуваат на идоли, или ги навредуваат другите, или се опиваат, мамат, лажат. Со такви немојте дури заедно ни да јавате. Што општо имаме ние со такви луѓе? Да, зар моја работа е, вели, да судам за оние што се надвор од црквата? Не. Тие надвор Бог ќе ги суди. А јас ви порачувам, вие да го остранете од вашите редови, тука, ако некој е зол и ако прави такви насни работи. Совето на апостол Павле. Тој вели: зар не знаете дека неправедниците нема да бидат меѓу наследниците на Божјето царство? Немојте да се залажувате. Ни блудниците, ни идолопоклониците, ни прелюбодејците, ни полово изопачените, ни хомосексуалците, ни кратците, ни алчните, ни пијаниците, ни клеветниците, ни измамниците нема да бидат меѓу наследниците на Божјето царство. Тие ќе бидат надвор од Божјето царство. А вели, некои од вас бевте такви, бевте во минато време кога не го познававте Бога, но сега сте изчистени, станавте свети и оправдани пред Бог, пред делото, преку делото на нашиот Господ Исус Христос, нашиот Бог. И видите во Откровението, како што реков апостолот Јован, ја напишал и книгата Откровение. И во неја тој вели: а оние што од страх се откажуваат од верата во мене, како и неверниците, неморалните, убијците, блудниците, магесниците, обожаватели на идоли и сите лажговци, ќе завршаат во огненото езеро полно со запален сулфур. Тоа ќе биде
втората смрт. Тие што се недостојни немаат пристап таму ќе нема погани умови и лажговци, и измамници. Во градот, во новиот град, ќе живеат само оние чии имења се запишани во книгата на животот. Се вели во Откровението: очекувајте ме, зашто брзо ќе се вратам. Блажен ќе биде секој што се придржува до напишаното на оваа пророчка книга. Злите луѓе ќе продолжат да вршат зло, и споганетите умови ќе продолжат да се поганат, но праведните луѓе ќе продолжат да живеат праведно. Божите луѓе секогаш ќе бидат свети. А надвор од градот ќе останат кучињата. Кучињата, апостол Павле во едно од посланијата вели, тоа се лажните учители. Ги нарекува кучиња, кои скитаат насекаде. А надвор од градот ќе останат кучињата, вражачите, блудниците, убијците, обожуватели на идоли и сите што ја сакат лагата и лажат. Тие ќе бидат надвор од Божиот град, што Бог го припрема за неговите верни деца. Бог нека ни даде сила, нека не држи цврсто во верата, нека секогаш бидеме спремни за средба со Исус, од Исус скоро доаѓа. Да бидеме пример и светлина на оваа место каде што Бог нас не поставил, и нека е слава за сето тоа на Бога. Амин. Ние сега ќе изпееме песната 49-та. За слава на Бога, песната 49-та. Oh, God.
Ай сега дечката да лезат да кажат, да видим што научиле. Hvala, деца. Hvala за убавото стихче. Сега ќе станеме, ќе благодариме на Бога, после со благослов и на крајот ќе завршиме со 394-та песна. Господе, ние ти благодариме за Твоето Слово, што ти ни го даде овој час. Нека тоа Слово биде благословено во нашите срца, да не биде за поука, за охрабрување и за цврстување на нашата вера. Ти не изборуваш преку Твоето Слово како на Твои деца. Преку тоа Слово ти не охрабруваш, не утешуваш, не поучуваш, но ти не и предупредуваш и не укоруваш. О, за цврстење нашата вера во Тебе и дај да бидеме секога спремни за средба со Тебе. Дај да имаме отворени очи во ова последно време, да внимаваме, да не ја изгубиме наградата на вечниот живот. Бидејќи ти скоро доаѓаш, Исусе Христе, ти доаѓаш како цар над царевите, како господар над господарите, но ти доаѓаш и како судија на сите оние кои што ти служат искрено и верно, ти да им дадеш награда, а оние кои те отфрлат и не те примат, да бидат осудени за секогаш. Ти ќе му дадеш на секого според делата негови. Благослови не сите нас и испратени со Твојот мир и со Твојот благослов. Води не преку целиот тај ден и преку сите денови на нашиот земен живот. Во името на Исус тоа го бараме. И благодата на нашиот Господ Исус Христос, и љубовта на Бога Отецот, и заедница на Светиот Дух нека бидат и нека останат со сите нас сега и во сите векови. Амин.